Почитувани присутни, повод за овој наш денешен собир е изложбата Современ романски иконопис, подготвена од Православниот Богословски факултет од Букурешт, по повод годината на иконата на иконописците и на црковните уметници на Романската православна црква, а воедно тоа се совпаѓа и со 40 годишнината од основањето на Православниот Богословски факултет во Свети Климент Охридски во Скопје. Најнапред би сакал да го поканам неговото блаженство, архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, да се обрати пред овој именитен собир. Благодарам. Ваши високи преосвещенства, господин ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, декани на Скопскиот и Букурештиот Богословски факултет, професори, отци, монаси, студенти и ученици, возлюбени во Господа, Христос воскресе! Во овие торжествени воскресенски денови еве не собра прекрасен духовен повод отворањето на изложбата Современ романски иконопис, која е во организација на Православните Богословски факултети во Скопје и Букурешт. Овој настан не само што е од огромна важност за духовната врска на двата православни народи, македонскиот и романскиот, туку е потврда и за достановената соработка меѓу двете најреномирани и највисоки духовни школи во Скопје и во Букурешт. Згора на се, ова торжество за теологијата во бој, покрај тоа што е особен влог во континуитетот на досегашните врски во различни времиња и на различни нивоа меѓу нашите две цркви, е и во контекст на двата прекрасни поводи 40 годишнината од основањето на Православниот Богословски факултет Свети Климент Охридски во Скопје и прогласената година на иконата на иконописците и црковните уметници на Романската православна црква. Вистинското единство, вистинската врска е она за која говори свети апостол Павле, а која се огледа во единството на духот преку врските на мирот. Значи, најсилното единство, најсилната врска е духовната врска. Нашите духовни врски датираат одамна. Така, првите монашки градби во Македонија, во така наречениот триконхален план, подигнати во древниот Охрид и на јужниот брег од езерото, се мисли на Свети Климентовиот манастир на Плаошник и на манастирот на Свети Наум, според академикот Разван Теодореску, се сретнуваат и во првата црква во Водица и во други цркви во средновековно Влашко. Исто така и нашиот подвижник од Прилепско, Свети Никодим, кој населувајќи се во Тисмана, постанал и останал еден од примените и столбовите на романското монаштво и духовност. Единството меѓу двата народи ќе продолжат и преку подадената рака, особено во Влашко, на печалбарите од Македонија, од кои многу семејства останале таму и до ден денес. За особен прилог во единството е разбрана и љубовта на блажено покоениот патриарх Јустинијан Марина од пред 50 години, покажана со братскиот однос кон архиереите и правичниот став околу статусот на возобновената Охридска архиепископија како Македонска православна црква.
Таквата љубов во Христа ќе продолжи во наши дни преку пријателството меѓу архиереи на двете цркви, романската и македонската, потврдено со присуството на романски монаси во некои македонски манастири, како и на македонски студенти и докторанти на богословските факултети на Романската православна црква. Возлюбени присутни, и ние денес, преку ова наше скромно гостопримство и искрена љубов, вложуваме во единството во Христа, презентирајќи го овој труд, вложени сочинет во слава на Бога, ние само потврдуваме колку е важно духовното единство, духовната обединетост. А колку е важна духовноста и сите нејзини сегменти